полна месечина на 12.5.2025 година во знакот Скорпион. Секогаш кога имаме една полна месечина, стојат Сонцето и месечината спротивно меѓу себе. Сонцето се наоѓа во знакот Бик на 22 степен, а месечината се наоѓа исто така на 22 степен во знакот Скорпион. Битно е за сите од вас да видите во вашата натална карта дали имате некои лични планети кои што се наоѓаат околу 22 степен во знакот Скорпион или во знакот Бик. Затоа што вие ќе можете оваа енергија на оваа полна месечина најинтензивно да ја почувствувате. Секако и асцендентот Скорпион и асцендентот Бик. Исто и вие ќе можете оваа енергија најинтензивно да ја почувствувате. Секогаш кога имаме полна месечина, не е препорачано да се донесат некои нагли одлуки, затоа што полната месечина е една енергија која што не мотивира да бидеме во мир и да почекаме да помине тој период. Која друга порака ја носи оваа полна месечина, значи за сите нас колективно? Самата месечина во знакот Скорпион ја носи таа енергија на длабоки емоции. Значи, тука постојат длабоки емоции. Кога имаме една опозиција со Сонцето, не само со Сонцето, имаме и со Уранус во знакот Бик. Тада што месечинат прави истовремено и една опозиција со Уран во знакот Бик, што значи тоа може да се почувствувате доста нервозно, може некој да ве изнервира, може да се почувствувате немоќни, затоа што месечината во знакот Скорпион не само што ги има во себе тие длабоки емоции, таа е доста моќна енергија. Деструктивната страна на месечината во знакот Скорпион е една енергија која што може да биде доста доминантна, истовремено и доста манипулативна енергија. Меѓутоа, тоа може да биде и една подсвесна енергија за која што не сме свесни за тоа. Значи, овие два фиксни знакови, Скорпионот и Бикот, таа е една енергија, фиксните знакови кои што нешто сакаат да фиксираат. Значи, многу потешко се отпуштаат, многу потешко ја отпуштаат таа комфортна зона. Сега Сонцето прави исто така една опозиција со Уран во знакот Бик, што значи тоа битно е тука да се ослободиме од нешто. Од што да се ослободиме? Па од таа фиксирана енергија, не само овие два знака, исто така и Лавот, ако го погледнеме првиот владар на знакот Скорпиона, тоа е Марс, кој се наоѓа во знакот Лав, истовремено и Плутон, кој што е веќе ретрограден во знакот Водолија. Значи, таа фиксна енергија е доста интензивна за оваа полна месечина, каде што ќе бидеме сите мотивирани да се ослободиме од таа комфортна зона, да излеземе од таа комфортна зона. Што се крие тука? Зашто ќе не можеме толку едноставно да излеземе од таа комфортна зона? Истовремено, како што реков, месечината во знакот Скорпион е една страствена енергија, една тотална сексуална енергија, една енергија која што за да задржи нешто во својот живот е спремна све да даде од себе. Значи, тотално све. И таа може да дојде до таа манипулативна енергија, која што е тотално деструктивна енергија. Значи, за да задржи све, е во состојба и да го изгуби својот живот. Брутално речено. Зашто е тука?
тоа така? Значи, тука се крие и зашто е таа манипулација, зашто е таа доминација тука многу активна. Затоа што кога ќе погледнеме тоа од психолошки агол, тука позади таа манипулација се крие огромниот страф. Огромен страф за да не изгубиме нешто. Затоа што фиксните знакови се поврзани со материјалниот свет. Сега нив да им кажете дека нешто ќе изгубат, значи во тој случај они се губат самите себе си. Затоа што постои голем страф нешто битно да се изгуби. Сега, како ќе можеме од таа енергија да излеземе? Ќе можеме да излеземе и ќе добиеме стабилност во тој емоционален свет, во таа емотивна состојба, значи можеме да добиеме стабилни емоции, ако се работи, например, за една љубовна врска. Кога ќе погледнеме да погледнеме која е нашата вредност, што ние даваме, а што ние добиваме, да речеме во една љубовна врска. Ако тоа го разработите и ако тоа го освестите, ќе можете тоа едноставно да го трансформирате и така ќе добиете, значи, ќе добиете таа трансформативна енергија, каде што ќе бидете сигурни во вашите емоции и нема да постои веќе страф нешто да изгубите. Затоа што месечината прави исто така фантастичен тригон со Сатурн и со северниот јазол во знакот Риба, што значи сигурни емоции. Ако успееме да излеземе од таа комфортна зона, ако успееме да излеземе од тој огромен страф, да се прашаме на прво место од што се плашим, која е таа енергија што не манипулира, што не плаши, за да можеме полесно да излеземе од таа комфортна зона. Исто така е битно да бидете искрени, тотално искрени со самите себе си. Значи, прашањето уште една се што давам јас, а што добивам јас. Исто така е таа релација Скорпион и Бик, каде што вашата вредност е тука доста битна. Да се прашате што давам јас, а што добивам назад. Дали може би давам премногу? Тоа исто може би исто така да биде. Значи, битно е да се суочите со тој страф, да го трансформирате, за да можете да доживеете нови емоции, стабилни емоции, без страф. Ете, тоа беше само на кратко за оваа полна месечина. И ако сте заинтересирани за една лична консултација, тука сум за вас. Секое добро и до скоро. Чао!